формата. We'll always have passion. Актерите по некаков дефолт највеќе патуваат. Александар Микич ќе ни биде гостин во Ориент Експрес. Ќе патуваме на нему познати и драги локации. Најавен како актер, прашав за надимак, ми даде одговор истовремено надимак, презиме се. Микич, добре дојде во Ориент Експрес. Добро, најдо. Да си патуваме од место. Да патуваме. Пали машината. Машината е запалена уште од денеска наутро, кога бев да најдам малку свежа рукола и свежа марула и свеж шампиньон и малку суво грозје за да направам оваа салата, што ќе ни оди одлично со денешниот наш другар, Пивка, еден од најубавите траминци во Македонија и се надевам дека ќе ти се допадне. А патувањето според мене може да потрае затоа што со бутилка вино и вакво свежо салатиче за почеток можеме да патуваме до 101 и назад. До 101 и назад. За назад ќе земеме друга бутилка вино. Така е. Си патуваме со тоа што прашуваме за едно од поубавите, поинтересните, повпечатливите патувања твои, вистински и физички патувања, некаде на некоја дестинација што би сакал да ја споделиш со нас, вечерва да си поразговараме на таа тема. Па нема проблем. Не сум ја многу шетан човек, али сум бил чат пат некаде. Од тие сум чат мрднал, пат, да. Од тие чат пат, има ли нешто што посебно би сакал да одвоиш, да се сеќаваш на некоја убава порција, некој убаво вино, некој убаво пријателство, нешто што, ете, ти оставило спомен? Па, секое патување си носи своји спомени, своји драги спомени. Обично, каде и да одам, јас сакам да пробам нешто што е од нивната кујна, од нивниот специјалитет, затоа што
тука не можам Нешто тоа да го локално. не можам Да. да го најдам тоа. Значи секогаш сакам да влезам у некоја кафаничка, некој ресторанче кое ми изгледа доста локално и да пробам од тие специјалитети, така да можам да зборам и доста, а и малку во однос на тоа, затоа што некои работи ми оставиле впечаток, а некои не ми оставиле впечаток. Така, можеме да зборуваме и за тие кои не ти оставиле впечаток, а спомна дека не си многу шетон, мислам. Знам дека глумците пеат, дали глумците патуваат? Патуваат, Патуваат, како нели? кој со која представа. Значи треба Така. да имаш среќа да ти се погоди представата да е податлива за патување фестивали и тогаш можеш да се изнашеташ, нели буквално секаде. Че мое најголемо патување со театар, односно најдолго што траело, беше со Кумановски театар, ја правевме Црнила на времето со Љубиша Ѓоргиевски и бевме 14 дена во Данска, во На место. некаков фестивал? Па беа тоа денови на македонска култура, изигравме представата едно 5-6 пати и таму останавме, значи 14 дена у време на Крисмас, нели Крисмас тајм беше Так. тогаш и многу беше интересно, пошто целиот град беше украсен со новогодишни, односно тие божикни попусти. Крисмас и Божиш, така. И најинтересно, значи, што е во целата таа работа, бидејќи за Крисмас тајм им се пуштаат некои други закони кои важат само у тој одреден период. Привремени закони. Молам? Привремени закони. Да, значи у однос на алкохолот, односно на пивото. Значи тогаш се пуштаат и појаки пива и секакви пива со овластена даночна стапка и траат тие Додека траат празници. празниците. И тогаш се пробав разни пива, значи со разни вкусови као што се Че атер на данските закони имаше можност да пробаш и она што е во работно време строго забрането. тие пошто нели познати се они прават разни пива данците и имаше стварно интересни да се пробаат. Туборг и Калсберг и тоа што сега веќе може да се Тоа, најде. да, ма ова беа со посебни вкусови, нели, на јаготка, не знам, Аха. црни вакви, црни со толку алкохол, со повеќе, со милион разни. Да, Мислам данска е дека ова, дека и данска. не успеав да ги пробам. Ни помалиот дел, бидејќи стварно имаше многу, а не чини, нели, да се меша, затоа што после Да, одира видиш, во глава. ме подсети сега на една ситуација. Јас сум бил во Данска, во Копенхаген, доста одамна беше, во неколку наврата, но ова што вели за привремени закони, сега да не се фаќаме со политикот и ќе ни се олади салатава, ама тоа е едно од добрите решенија, нели? Они си имаат проблем со алкохолот, ние немаме никаков проблем со алкохолите овдека. Во приликите кога сум бил таму, значи на докот, значи на самата обала, Нюхавен 17 се вика таа улица, можеби си ја сте шетале таму на крај на пешачката зона во Копенхаген, буквално надворна улица пред рестораните, бидејќи е тоа пешачка зона, пред рестораните има извадено казани, значи од мали колбаси на скара, па мексикански јадења, вакви јадења, такви јадења, се она што нудат рестораните, нели, во позадина. И тоа, казан систем со кутлача, за да можеш да пробаш, беше и зима, ако не се лажам, зима, пролет, последниот пат кога бев. Значи, можност да се така, уз една лагана шетња, проба храната која се нуди во ресторанот, а пак беа некакви празници. И тоа исто добро се сеќавам. Може би е тоа нешто, ете, што викаш ти, привремени закони. Дали би донел ти у Македонија некој привремен закон, Микич? Има ли нешто да ти пречи константно? Би донел ја и не само привремени закони, би донел... А ти би влегол у промена на законите? Не, се шалам, значи... И јас исто така. Секој закон си има своји позитивни и негативни страни, само зависи од која страна ќе го погледнеш, така не е. Се шалам. Добро е да Нормално. има закони кои дозволуваат луѓето да се опуштат така и да пробаат тоа што има да пробаат. Ние проблем, рековме, немаме, значи винце имаме, салата имаме и патуваме за Данска или од Данска со... За така друга Да, дестинација. со одиме од друга дестинација, да не се... Да не се Ова е така. врзуваме. Не, добро, интересно е, например,
Многу ми е интересно, кога веќе спомна патување со театар, бевме и во Германија, во едно студентско градче. Исто Кумановски театар. Не, Или, со Маната бевме, со Буре Барут бевме тогаш, бидејќи таму ја поставуваа Буре Барут и сакаа да ја видат и изворната наша представа, како изгледа. И, например, малце да се оддалечам, нели, од темата јадење, а ќе се вратам пак Така. на неа. Значи, многу интересно беше кога дојдовме таму, луѓето едва и да има слушнато за нас, нели, за некоја си Македонија, за која е таа земја. Што и кога дојдовме таму не гледаа како луѓе од пониска врста, нели, глумци кои се Македонија, се, нели. И за среќа ја игравме представата наша пред нивната, утре дента они требаше да имаат премиера на Буре Барут. Да. Ние нормално релаксирани, искулирани балкански Нормално, деца, нормално, што е нормално. Си дојдовме, се изигравме представата, изигравме многу добро, као впрочем и секогаш што си ја играме, така. Толку беа фасцинирани од нас, што после тоа, например, мене прв пат ми се случило тоа од колеги да го доживеам, да дојдат и онака да те гледаат со ококорени очи и беа до толку искрени, затоа што претходно беа многу дигнати, малтене онака се поздравуваа со два прста со нас, да дојде еден дечко и вика: "Сега мене ми е срам ја утре да се појавам", вика, како ќе изиграме нашата представа. Не се, нели, ги спомна тие колбавчиња, затоа и го начнав тој муабет за Готинген. Да, тоа е исто. Многу беше интересно, исто беше зимски некој период и многу интересно беше што исто украсено цело по повод Нова година и тие работи. И имаше еден куп тие мали киосци за кобасички. И тоа прв пат имам видено, значи на толкатско лепче, толкава кобасица ставена, онака, тоа беше многу. Сенф. Да, многу сенф и пиво. И пиво, да, големо пиво. Да. Тоа и стварно вкусни колбаси има. Значи, човек кога патува може да види се и се што и да донесе некој искуство, еве. Ние по прашање на храната, ти по прашање на македонскиот идентитет. Ете, драго ми е што таму и тогаш на тој начин сте презентирале. Не, да, сте после тоа бевме кој е, буквално да. од звезди, седевме таму 5-6 дена, онака не третираа, како да ти кажам, као богови не третираа. Да, има Македонија доста што да покаже. Ние во сите емисии јас потенцирам она што го имаме како автохтоност, значи како храна, како вино, она што е наш фах тука. Еве ти ни откриваш една друга димензија. Кажи ни што е последно што ти се случува во театарот, на твојата тема, па ќе се вратиме пак на... Во театаров, значи во моментов ги играм представите кои ми се на репертоара, доста ги има, значи пак играм сигурно едно минимум 15 до 20 представи во месецот, што е доста бројка голема. Активен е во моментов, е многу активен театарот. Да. Значи, поинтересно нешто што ми се случува е тоа дека во Сомнително лице сега го играм Јаротије Пантич. Сменивте? Да. Се сменија улогите? Па да. Кој дојде на твое место? На моје место дојде Сашко Коцев, го игра Миладин, ја што го играв. Ја играм место Џамбас, а на местото од Сашко игра Гораст Цветковски. Така се работите. Да се испоместија работите. Сега една ново руво и интересно е што представата уште ден денес си живее со истото темпо, исто е преполна, исто е карта више и така. Една од помилените представи што сум ја гледал во последно време, значи јас ја гледав негде пред Нова година ми се чини. Фантастично добра представа и види, тие промени се секогаш добри. Продуктивни се, предпоставувам, си се наоѓате на своите улоги. Еве баш убаво што спомна, ќе дојдам да ја гледам пак и покануваме и гледачите да појдат да ја гледаат, затоа што тоа е веќе влезена во класиците на македонскиот театар. И исто така и Министерка е хит представа која е се уште на карта, повеќе се бара, ова. 3 сата, 3 нешто може трае, ама публиката е задоволна, срекна се излага после представата. Супер.
окей, да се вратиме на тема патувања, храна, вино и убави искуства. Со театарот Ако патува, сакаш да. да ти кажам една, значи не е никаков специјалитет, ама една од јадењата кои ми оставиле најсладко ми дошле во животот, тоа е, да кажеме, бев средношколец, некој си прва, втора година средно школо, никаде надвор од земјава, значи бевме во градиште сместени друштво со шатор. Нормално, као и сите средношколци, ќе вземеш некој кеш со себе, што ќе ти дадат од дома, ќе го потрошиш за 5 дена, а треба да седиш 15, нели? Така, оние 10 дена секојаш фалеа. Да, па кубуриш едно од друго, па ќе ги собереш на купче и такви работи. На крај, последните 2-3 дена, буквално си безкршена пара, само со картата која ти е за тој ден да си идеш Да. Гледаш дома, да не нели, изгубиш, да не тргнеш. И мртви гладни седиме, двојца, тројца другари бевме, седиме мртви гладни, без капа на пара, нејадени од претходниот ден са бајлето. И еден другар доаѓа, као, шо преш ова, она, абе, дај позајми ни, као денешно 100 денари, земавме, значи, една зденка, пола кило леп и еден јогурт од литро, и ја мислам дека денес го памтам вкусот на таа зденка, на тој четврт леп и тој јогурт, онака, така сладко. Така. А инаку, еве, можда не знам дали до сега сум кажал, ама сега ќе кажам дека едно од највкусните работи кои имав во еден период од животот доста често шанса да ги пробам, тоа е прекмурска гибаница. Не знам дали си ја пробар. Тоа е за мене едно од највкусните работи што сум ги пробал во животот. Тоа е значи од Прекмурје, Меѓуморје, тоа е некаде на словенско-маđарска граница тука некаде. И многу интересна гибаница, значи е направена во неа има јаболко, мак и сладка урда, односно сладко сирење. Тоа би можел да ми биде еден од омилените рецепти, затоа што тоа со мак обожавам. Абе, нешто невидено. Ја кога ја пробав, значи, тој период кога бев, се навлеков на тоа и нонстоп ми беше главен десерт. Прашаш ли како се прави микиш, да не знаеш да ја правиш случајно, да не зема рецепта од бабата? Не знам, ама не сум земал рецепта, ама веројатно би можел по сеќавање да експериментирам. Кујната моја е отворена, јас тебе ти ја припремив оваа салата, ти би можел да пробаш. Нема да се фрли ништо у секој случај, а ќе пробаме да ја направиме и да ја повториме. Како и да е тука, еве, после ова ќе видиме. Јас правиме тука еден колач со мак. Макот е убава работа, јас ја сметам за традиционална македонска, иако моментално го нема, ама ете, на времето нели се правило доста и тие рецепти со мак се секогаш добре доедени. Маковњача ми е едно од омилените. Значи, штрудла со мак, нели? Штрудла со мак. Со кисело. Си заслужува посебна емисија, штрудла со мак. Со кисело тесто, нели? Така, со кисело тесто. Здравје, Боже, ќе го направиме и тоа некој пат. Да ја пробам салата. Да си прејдеме на јадење и ќе си продолжиме со разговорот. Ова што го кажува за Охрид и за Градиште, јас имам слично искуство, еве така на кратко ќе го кажам, со мојот пријател Джеро. Во една прилика, значи условите на патувањето нема да ги повторувам, бидејќи се идентични како тебе и твоите другари. Нели, шемата е таа, остануваме без пари, нема како се префрлиме за Скопје и тргнавме аутостоп нормално, бидејќи ги немавме ни тие пари што сте ги имале вие за карта. Така, ние тргнавме стоп од Градиште и тоа траеше од Градиште до Охрид, од Охрид до аеродром, од аеродром до едно од селата покрај 10 километра и така некако се довлековме, ни траеше цел ден до Кичево, цел ден. Имавме само флаша вода и сва среќа имаше по нивчињата околу имаше крушки. Па мислам, посладки крушки ја у живот не сум јадел. Али стигнавме до Кичево, некако и тука не испречека, не на гости е убаво, фативме некоја матурска беше тука од прилика.
И од тука на воз за Скопје, стигнавме за Скопје. И тоа е тоа, отприлика што викаш ти. Да, можда не најатрактивно, ама највкусно нешто што го во моментот ти памтиш. остави Значи, во ја го памтам од средна школа, ете, убаво, таа зденка, тоа лепчето, јогурт. Значи, видиш, едно од нашите заеднички патувања било од Градиште. Ево уште едно на здравје за дестинацијата Градиште Скопје. И добар апетит. Супер е салатичкава. Траминец 2008 година, винарија Пивка. Бистро, сламеста жолта боја, интензивен мускатен цветен мирис и арома на дуња и бозел. Прилично полно тело, убав баланс на киселините со овошјето, комплексен овошно-зачински вкус на дуња и праска, со појава на мускатно оревче и бадем во финишот. Се пие најчесто како аператив, но може и со десерти кои содржат цимет или ванила. Во прашање на вината, дали си мераклија за вино, да кажем. Да. Дали се допаѓа овој траминец? Одличен. Јас Одличен. гарантирам дека Еве ова е се една гледа, од ја испивме најдобрите. чаша. Можеме да си порачаме уште малку траминче. Значи лизгам. Да, сакам вино, значи еден период дури и правев. Да? Да, пробував да правам, нели, колку успешно, тоа не знам беше. Мене ми беше фино, затоа што знам дека јас сум си го правил. Апсолутно. Сигурно дека би убаво, не се Така, сомневам. Имаш твое... Не, дедо ми правеше прекрасно вино. Прекрасно, ама татко ми никогаш не му ја открил тајната како, што и такви работи. А ја почнав касно да се интересирам да правам кога дедо ми веќе почина, така да... Тука од Скопска околија? Од Скопје, да. Дедо ми живееше тука во Дебар Мало. И си имаше во подрумот огромни буриња, едно 3-4, ставаше доста вино и само ќе се спушташе од чепчето и за секој ручек по една флашичка, да. Така. И имаше, значи, ја највеќе му го сакав тоа, значи, он си ги сакаше тие голи вина и бело, и розе, и црвено, а ја го сакав комињакот ми беше топ вино, кога ќе ја направи цела црвена. Има свој драж. Да. И во тоа сигурно. Порано достапно правеле, ова е земја, традицијата тука не. Виното е треба многу мајсторија за да го направиш фино, Виното е многу жива материја. Значи, ако сака преточување, сака фино, сака да му збориш, да го молиш, да му пееш. Така. За Свети Трифун бевме во неколку винарии, така службено да речем. Од Ориент Експрес бевме поканети. Во неколку од тие винарии имаше и буквално во подрумите, во зреарниците имаше музика, сериозна музика. Па така и Значи, треба. му се пее на виното, затоа што навистина тие кои со љубов го одгледуваат грозјето и во процесот и неколку винарии што јас ги знам, значи фантастична една грижа и нега за виното, па дури и ете. Знаеш ли за шампањот? Како, нели, у принцип за да ти биде шампање, односно пенливо виното, треба нонстоп да го преточуваш, нели, да не му даеш да зоврие скроз, за да се одржува некоја константа во тоа. И па, затоа што прават огромни количини, како го прават тоа, место го ставаат на обала и кога идат големите валови, ностоп го клјанкаат бурето вака лево, десно и не му даваат да зоврие. Гледав на еден документарец. Видиш, тоа е интересна постапка.
ова една комбинација што ја одбравме за денеска. Се надевам дека ти се допадна. Супер. Ќе те чекаме повторно на гости од некое твое следно патување овдека во земјата или далеку негде во странство, макар тоа било и до градиште и назад, да си поразговараме повторно на овие. Како не бе, тука теми. прошете и до Прилеп, например, уште не сум јарел прав, како се вика тоа у Прилеп, специјалитетот Ширден. Ширден. Прилепски ширден. Да. Значи јадев еднаш, ама мислам дека не беше тоа вистинското тоа што го зборат Прилепски Толку многу. ширден се јаде во Прилеп. Значи, во Прилеп, да, ама Така. го јадев во некоја кафана, онаква. Мислам дека не беше тоа. не баш. Да. Добро, да не правиме сега реклама за кафаните во Прилеп, ама јас се надевам дека ќе имаме можност некоја следна емисија со Ориент Експресот по пругата право на кај Прилеп да фатиме и таму да со некој гостин, прилепчанец, па да видиме како тоа изгледа во Прилеп, што исто така ни даваш добра идеја, а можеби еден ден и ќе стигнеме и до градиште на лепче, зденкичка и јогурт. Јогурт, така. Микич, фала ти уште еднаш што ми беше гостин. Баш ми беше. Да си продолжиме со разговорот во некоја следна прилика. Ајде.